Убаво е кога може да се поздравуваат браќата и сестрите, кога се мисли на нив, и добро е да може да се споделуваат и потребите, и оно што ние како луѓе на оваа земја го чувствуваме. Додека брат Зоран зборуваше за нашите браќа во Украина, ме потсети на времето 99-та година, кога како приправник работев во Нови Сад, и кога она што го гледавте вие сега вака, јас лично го доживеав на своја кожа. Така да знам како ми е ним. Освен тоа што тие, нажалост, пред да се качам овде, прочитав порака од еден пастор во Киев, бараат итна молитва и пост од наша страна, затоа што на големо е бомбардирањето над Киев и наводно навлегувањето на пешадиските трупи, улични борби се водат. Ние го немавме тоа во Нови Сад, имавме само авиони кои што надлетуваа, луѓе кои што одоздала им дојавуваа, за кои не знаеш дали ти е сограѓанин или не, и само ги пратиш ракетите кои што летаат на твојата глава и ослушнуваш каде ќе заврши. Така да, после првите 3 дена, веќе ни во скривнице не бегавме, ќе застанавме, ќе ја чуеме и си продолжуваме понатаму. Али еве, едно искуство мое ќе ви кажам и ова, да додека бев во станот на брат Драган Чирич, престојав во него едно време и не знам зашто излегов на терасата и тоа на западна страна. И во еден миг приметив една ракета која што лета директно на кај мене. Ја гледав дека со голема брзина се доближува, пресметав дека од трети спрат да слезам доле и да се такмичам со ракетата, немам шанси. И само стоев, ја гледав и се молев: Господе, кај се? Мислев на одбраната, на ПВО. Зашто не пукаат? Што чекаат? И само за неколку секунди ја снема. Дали била лажна, дали не била лажна, ни ден денеска не знам. Еден ден, ако бидам во Божието царство, верувам дека Бог ќе ми открие, како и некои искуства кои што ги читав од браќата во Украина, да ги гледале исто така ракетите кои што летаат и наеднаш исчезнуваат. Бог, драги, нека им е на помош, нека ги чува оние негови деца кои на вистина имаат страхопочит и љубов кон Господа и желба да бидат во неговото царство, а и оние кои можеби не го почитуваат толку, али Бог ги сака и ги повикува во своето царство. Пред да преминам на самата тема и текстот кој што сакам со вас да го споделам, јас имам една навика да пред проповед кратко се помолам, па би ве замолил да ги наведеме нашите глави да бараме водство од Бога. Татко наш небесен, ти благодарам што еви денеска можам да стојам пред тебе и пред моите браќа и сестри и да бидам орудие во твоите раце, преку кои ти сакаш да се послужиш, да се прославиш и обзнаниш и да не охрабриш и потикнеш, Господе, на работа и на она што ти си не повикал како твои деца да го обавуваме на оваа земја и да го прославуваме твоето име и да го обзнануваме твоето царство. Затоа те молам за присутност на твојот Дух Свети, да ги отвори нашите срца, да ни помогне да оно што ќе го разбереме, да биде порака која ќе ни помогне да растеме во тебе, да се преиспитуваме и да, Господе, бараме промена во нашиот карактер, за да би можела еден ден по милоста Твоја и добрината Твоја да бидеме во Твоето царство. За услишувањето на ова наша молитва по волја Твоја, нека Ти е слава и хвала и чест во Христово име. Амин. Кога сестра Јасмина го читаше искуството, не знаев за ова, не сум го гледал искуството кое ќе биде денеска, уствари вестите од светот. Мојата тема зборува токму за тој сегмент кој што сега сакам да го прочитам заедно со вас, а се наоѓа во Евангелие по Марко,
ако ги носите вашите Библии, пратете со мене. Евангелие по Марко, 5 глава, читам од 1 до 20 стих. Имам ограничено време? Добро. До вечер може, до зајди сонце. Окей. 5 глава, Евангелие по Марко, од 1 до 20 стих. Преминаа отаде море во Гадаринската земја и кога тој излезе од коработ, веднаш го пресретна од гробишта еден човек со нечисти дух. Тој живееше во гробовите, па дури и со вериги никој не можеше да го врзе. Зашто многу пати беше во окови и вериги врзан, ама ги кршеше оковите и ги раскинуваше веригите и никој не можеше да го скроти. И секогаш ноќе и дење по гробишта и по ридишта викаше и се удираше со камења. Штом го виде Исус оддалеку, притрча и му се поклони, па како извика со силен глас, рече: "Што имаш ти со мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме." Зашто му беше рекол: "Духу нечист, излези од човекот." И го праша: "Како те викаат?" А тој одговори и рече: "Легија. Легија ми е името, зашто сме многу." И многу го молија да не ги брка од тој крај. А таму, по ридот, пасеше големо крдо свињи. И го молија и велеа: "Прати не во свињите да влеземе во нив." И Исус веднаш им дозволи. Откако излегоа, нечистите духови влегоа во свињите и јурнаа свињите по стрмнината во морето. А беа околу 2000 и се издавија во морето. А оние што ги пасеа свињите побегнаа и известија во градот и по околијата и мнозина излегоа да видат што станало. И дојдоа кај Исус и го видоа бесомачниот како седи, облечен и со здрав ум, во кого имаше легија, и се уплашија. А оние кои беа виделе раскажуваа што стана со обземениот од зол дух и со свињите. И почна да го мола да си оди од нивните краишта. А кога влезе во коработ, оној што беше порано бесомачен, го помоли да биде со него. Исус не му дозволи, но му рече: "Оди дома кај своите, па раскажи им што стори Господ за тебе и како те помилува." Си отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус и сите се чудеа. Овој настан се случил во 29-та година од нашата ера, кога тоа утро осамнало прекрасно есенско утро. Галилеја тивка, ведра, чекала да изгрее сонцето. Ништо не покажувало дека неколку часови порано преку езерото поминала необуздана бура. Ако читате претходните текстови, вие ќе видите дека било стравично, поготоа ако земете да ја читате Копнежот на вековите и кога тој настан Елена Вајд ќе ви го опише, ќе ви го дочара, се чудите како Исус може да лежи мирно на крмата и да воопшто не се успаничи. Она кажува дека претходните 3 дена напорно работел. Дали тоа толку го истоштило да дури ни таа бура му дошла како колевка која што го лулкала да го успие уште повише. Не знам. Еден ден ако даде Господ живот и здравје да се видиме со него, да го прашаме и тоа. Како можеше така мирно да спиеш? И се уште под овој печаток на чудото учениците веслале по должината на источниот брег. Се наоѓале на само некои 10 километри од местото каде што тргнале. Ова место како да било создадено за одмор. На таа страна од езерото живееле малку луѓе и тоа биле претежно тугинци, не биле евреи. Над нив се издигнувале варовити ридишта кои сите заедно денеска ги познаваат под името Голанска висорамнина. Тука имало многу пештери и слични простори
koji što navnatre bile sečeni vo toj mek kamen, što služile kako grobnici. Pominale pokraj malečko to selo koje deneskog nosi imето Kursi. Малку пона југ од селото, на тесната песочинка се издигнува стрма карпа. И по кратката пловидба си упатиле кон овој проширен дел на брегот, каде што редиштата се оддалечуваат од езерото. И сега, кога имате сета ова панорама пред вас, замисливајте ја следната сцена. Над нив, скриени во утробата на гробовите, ги посматрале два чифта на очи. Али тоа не биле обични очи. Тоа биле очи кои биле сподивени од она што се случувало во нив. Дури ни нивната фризура не била во ред. Косата била разбушавена. Грубо паѓала преку нивното лице. Она што се случило тогаш, веројатно во животот на учениците, било посериозно и пострашно од самата бура која што претходно има доживеано. Штом стапиле на брегот, кон нив се стрчале двајца голи луѓе обседнати од демони. Ели, во Библијата пишува на едно место двајца, на едно место еден, али се предпоставува дека може би едниот од нив повише се истакнувал, може би повише бил обседнат од другиот, али биле удружени сили. И она што е за мене интересно, кога овде станува збор за голи, не сакам да зборам за нудизам, ништо такво, али на што ве потсеќа овој дел дека биле без облека? Дали некогаш сте размислувале? Да. Гледайте колко е интересно да, токму јас тоа и го имам запишано, на Адам и Ева. Кога некој е со ѓаволот, тој е гол. Не мора да биде само физички гол, може да биде и духовно гол. И ако приметувате, ситуацијата каде што демоните, ѓаволите работат, е спротивна на она како што Бог работи. Ѓаволот работи да го понизи човекот. Вие можете ли да замислите сега, ја не знам колка ви биле тие луѓе, како изгледале, али да излезе некој пред вас, во кој што гледате дека висат делови од синџири, раскрварени, разбушавена мрсна коса, кој знае кога е последен пат измиена, брада, ногти како канџи, вели Елена Вајт, и вие замислите да излезе пред вас некој да ви тргне, како би се почувствувале? Би останале да стоите на тоа место? Или би гледале да, што велат босанците, ухати оштуру? Што побрзо да избегате од тоа место? Страшна гледка. И она што е интересно, Елена Вајт вели, учениците во тој даден миг избегале. И кога се свестиле што прават, дека бегаат од двајца, и уште нешто интересно, сега ми падна на ум. Колкумина биле во чамецот? Ајде да ги броиме сите. Дали е само еден чамец? Ако читате Копнежот на вековите, вие ќе приметите дека не било само еден чамец. Исусовиот чамец ги пратиле уште некои. Значи, не биле само 12-мина и Исус 13 и уште еден чамец. Ги имало повише. Сега замислите колку не нас има овде, да ни се појават двајца вакви и сите ние да избегаме. Зар не сме појаки ние од нив? Бројчано сме, нели? Али призорот нивни терува страв во коски. И очигледно и самите апостоли, учениците, толку им бил теран стравот в коски да не можеле да останат на тоа место да се вкопаат. Али една личност останала. Исус.
Исус не се исплашил од ова. Исто како што не се исплашил ни од самата бура. Дозволил да бурата го однесе во сон, за да се одмори. Елена Вајт вели, чанците малте не, уште еден талас фалело, само да ги потопи, да ги наполни со вода и тие да пропаднат, да се дават. А Исус пие. Ние би рекле, мака нема. Нели? И во оваа ситуација Исус нема мака и нема страв од она што се појавува пред Него. Сукоп на две сили. Силата на доброто и силата на злото. Ние го познаваме тоа како големата борба. Голема борба помеѓу Исуса Христа и сатаната. И оно што е интересно, да мнозина кои на Библијата ја откажуваат вдахновение и не и веруваат, ја отфрлаат замислата за постоење на ѓаволот и на лошите ангели. Не знам дали ви се случило да разговарате со луѓе да ви кажат, тоа се митови, тоа се измислици, веруваш ти во такво нешто дека постои. Кој не го доживел на своја кожа, нема никош може би да ти верува на зборовите и може би само на некои приказки ќе веруваат на луѓето, ќе го зема така во предвид. Али искрено да ви кажам, како дете уште, некој од вас може би имате читано тие списанија, илустрована политика. Знаете дека на своје времено излегуваше. Бивша Југославија. Гледате колку сум стар, уште од бивша Југославија. И во илустрована политика се сеќавам како дете читав, тогаш, дали тоа беше некој фелтон, каде пишувao дека во Англија, во Шкотска, го приметиле ѓаволот. Али како го приметиле? Го виделе луѓето како трча. Ама пазете, не трчал по улица, него трчал низ оградата. А оградата знаете каква била? Во Македонија неам видено такви огради. Ги има во Херцеговина, ги има во Далмација, може би во Грција, редени камења. Зидаат ограда од камења. И некој го видел ѓаволот како трча низ таква ограда. Нели, ова е немогуќа мисија, али ако е духовно битие и ако сакал да им остави впечаток на луѓето, за него тоа не е проблем. Она што беше за мене интересно во тоа време, дека го опишувале како минотаур. Од половина надоле имал дело тело како магаре, како конј, горе човечко тело и овновски рогови големи. Некои го замислуваат и го цртаат така. Дали може би од тогаш или пред тоа, ама ете така луѓето го виделе. И всушност, самиот Луцифер ужива во една ваква замисла кога луѓето вака го замислуваат. Зашто? Затоа што имат една погрешна слика за него. Кога ќе им се појави во облик како ангел, којате се уште Елена Вајт вели за него ја има до некаде убавината, иако се гледа дека после 6000 години зло има траги кои се оставени на неговото лице и кои ќе им предочи некои работи, луѓето лесно ќе му поверуваат. Не знам дали сте ја читали книгата од Роже Монро и Чувајте се Анđела. Мислим дека така се викаше, ако не се лажам, или имаше уште една. Има неколку книги кои се така издадени со тај сличен некој нас. Каде што една наша група на верници, ангелот им се јавува и им кажува да има специјална задача за нив, а за да ги убеди дека тој ќе биде со нив во таа специјална задача, тој им покажува сила. И што им вели? Ќе отидете во тај супермаркет и ќе си земете се што ви сака душа. Ама камери има, обезбедување има. Верувајте ми, јас сум со вас. За не знам колку време успеале на десетици илјади долари роба да изнесат без икој да ги примети. И биле убедени дека
ангелот ги води. И што направиле подоцна? Кога ангелот им рекол, ова ви покажа што можам, а сега имам задача за вас. Тие и тие луѓе треба да се убијат. Верници на наша црква. Пак верници од наша црква и да убијат. И го направиле тоа. И Роже Монро вели дека отишол и со нив разговарал во затвор. Биле прелажани од ангелот, кој што уствари бил Луцифер. Замислете сега, се враќаме повторно на оваа наша сцена. Двајца кои што се обседнати. Ги опишавме како изгледаат, учениците бегаат и Исус останал сам. Елена Вајт во книгата Исусов живот, пазете што вели. Влијанието на демоните секогаш се гледа во тоа што ќе ви набројам 5 работи, усвари 6, кои што демоните го прават. Ја мати свеста, го упатува срцето на зло, поттикнува насилство и злосторство, може би едно да го кажеме, го слабее телото, го затемнува умот и ја понижува душата. Дали овие луѓе биле понижени? Исфрлени се од општеството, надвор во гробишта живеат. Сето тоа сатаната го прави не како мрачно суштество, како што кажавме, туку како ангел на светлината. Потребно е да го сватиме тој проблем на сатанското надгледување, кој понекогаш прераснува во целосна обседнатост со демони. Што ме потикна и за оваа тема да размислувам? Една сестра од Германија пред неколку дена ми пиша, има едно момче, едно младич кој наводно е обседнат под демони, слушајќи го Роже Монро, неговите искуства, сватил и барал помош. И ме праша дали би можел со него да разговарам. Ја и кажав дека не е проблем. Требаше во вторник да се видиме, али имал смртен случај и не се појави. Ја и реков, окей, го чекам во среда. Ни во среда не се појави. Не знам дали сега во црквата е во Влае, дали се појавил. Али ми се чини дека светот во кој што живееме, се повише луѓе се обседнати со демони. И ово што се случува во Украина и Русија не е случајност. И тоа е обседнатост со демони. Војната која што беше страшна во Босна и Херцеговина, немојте да мислите дека е случајно. Воопшто не е случајно. Мајка ми од Херцеговина се сеќавам како дете, кога одевме кај дедо ми, кај баба ми, кај вујкова ми, кај тетка ми, кои што се тамо, во Херцеговина, во Невесиње и Унчани, тие ни изборуваа како самите деца во тоа време, пред 30 и повише години, ги повикувале демоните. Али не се тие единствени. Во Босна и Херцеговина на големо се повикувало. Таа територија била нивна. Зато било и најстрашно во Босна и Херцеговина. Луѓето не се свесни со кого се играат. На кого својата душа му ја предаваат. Која е силата која на зло ги тера да прави такви работи? Елена Вајт во Копнежот на вековите ќе го каже следното. Секоја душа која одбива да му се предаде на Бога се наоѓа под контрола на една друга сила. Таквиот човек не си припаѓа себе си. Не, јас не сакам, вели, не сум ни со Бога, не сум ни со оној другиот. Чим не си со Бога, драги мои, ти си со оној другиот. И жалосно е што луѓето не се свесни за тоа. Понатаму продолжува Елена Вајт и вели вака. Тој може да зборува за слобода, но се наоѓа во најцрно робство. Нему е дозволено да ја види убавината на вистината, зашто неговиот ум се наоѓа под контрола на сатаната. Додека се фали дека ги следи упасата на своето расудување, тој ја слуша волјата на кнезот на темнината. Христос дошол да ги раскине оковите на темнината.
И не само на темнината, него вели и гревот и оковот на таквата душа. Ова е една голема вистина која Божјата реч сака да ни ја предочи. Некој може да стои со цигара во уста и да се фали со својата слобода, но тој сепак не е слободен. Не е слободен ниту оној кој е врзан со оковите на горделивоста и на лакомството. Слободни се само оние кои се готови да го следат Исуса. Степенот, вели, на демонската контрола може да се менува исто како и нејзиниот облик. Во случај на овие двајца несрекници на брегот, сатаната ги освоил и умот и телото на овие луѓе. Непријателот многу често успева да ги оствари своите лоши намери и тогаш кога на својата жртва ќе дозволи да ги задржи, вели, и умните и физичките способности. И мисли, јас сум слободен. Па дури, вели, наводно да живее побожно. Зашто апостол Павле вели во 2 Тимотеева? Се сеќавате во 3 глава, која ги набројува какви ќе бидат луѓето во последно време? Која е последната опаска која кажува Павле? Навидум побожни, а се откажале од силата Божја. И тоа е таа групација. Нажалост. Неверните евреи, посебно Јуда, биле под контрола на дошепнувачот на сатаната. Разликата била само со и во обликот. Овој судир кој што се случил на Гадаринскиот брег бил очигледен пример на Христовата надмоќ над непријателот. Дрските демони сега зазеле став на молители, молејќи го Исуса Христа за милост. Барале да ги пушти во блиското стадо на свињи. Зашто? Сте размислувале? Која му била целта? Зашто баш во свињите? Па добро, тие биле таму најблиску, нели? Али токму тоа. Нечисто иди во нечисто. Нели? Интересно е. Нечисти духови заминуваат во нечисто животно. Али токму она што брат Данило го спомна. За мене ова е интересно. Мене ми се чини дека ѓаволот не знае баш добро да игра шах, како и јас. Игра на 1-2 потеза однапред да види. Али Исус игра на 101 потез пред него. А ќе видиме и како. Вели, прати не во свињите. Зашто? Па тамо ни е местото, на еден начин. Али од друга страна, оно што брат Данило го спомна, ќе ви наштетам максимално колку што можам само да го истерам овој човек од вашата средина. И што е интересно, Исус им дозволува. Кога вие ова би го знаеле, која им е целта, дали Исус знаел? Знаел. И сега можеме да поставиме прашање, па зошто им дозволил? Мали? Така, знае однапред. Али ако знаел однапред, а зашто им дозволува, им ја исполнува нивната желба? Ја. Знаел и следен чекор кој што ќе биде после тоа. Знаел да, и ако отидат тие свињи, и што е интересно, сте се прашале ли некогаш, зашто се подавиле свињите? Грешиш? Знаат да пливат свињите, и тоа добри пливачи се. Ако они изгледат габаритни и никакви, како нилски конј, али знаат да пливат. Зашто се удавиле? Затоа што демоните сакале да ја направат таа штета. Тие ги подавиле, ги потиснале, за да не излезат од водата да се подават. За да направат штета. А правејќи ја таа штета, сакале да му наштетат на Исуса. Нема да проповедаш овде. Не?
Ali Isus pak im dozvolува. Ok, ste odlučili da idete vonив? Idete. Vaš izbor. I Елена Вајт вели, со уништувањето на свињите сатаната имал намера да ги одврати луѓето од Спасителот и да го спречи проповедањето на Евангелието во тој крај. Знаете нешто ме потсеќа ова? На едно искуство од еден наш брат, Павел Гоја. Се го читале? Чудо по чудо. Таму пред крај на неговата книга го пишува тоа свое искуство кога требал да проповеда во оној град и кога малце појако ја притиснал папучицата од гасот и го удрил оној човек кој што цел град го знаел. Ако имал физички проблеми, здравствени проблеми, ментални проблеми, дури. Интересно, може да се поврзи со ова искуство, не? И кога за кратко време завршува со животот. А треба да проповеда утре дента евангелизација да држи во тој град. И таа ноќ со својата сопруга поминале на колена, молејки се да Бог направи чудо. Човек кој што е мртов да го воскрсне. И кога отишол утре дента во болница, вриеш во болницата. Сите возбудени, вознемирени. Се прашувал што е. И кога прашал за човекот, го однесле во собота каде што лежал, не баш здрав и прав. Подсетете ме вие кои што ја читавте. Имаше некои малце последици. Како? Така нешто беше. Али нема проблем со дъткање. Мислам дека тој имаше еден проблем. Меме, окей. Еве, Батраде дури името му го памти. Браво се. Проблеми со одењето, нели? Затоа и овој го закачи, затоа што бавно одел. Решен проблем. После воскресение Бог кога прави се како што треба. Окей, некој ќе рече, па не е се како што треба, скршени раце, ама веројатно нешто имало и зашто му е тоа дадено, дозволено да бидат тие скршени раце. Да го потсеќа можеби на Бога. Дјаволот се труди секогаш кога имаме желба да го прославиме Бога, да ја шириме радосната вест, гледа наоѓа начин како тоа да го спречи. И он не бира средства, нити начин, како што гледате и овде во оваа ситуација. 2000 свињи. Директорот на Агрија би рекол, колкава пара замина од мене сега. Нели? Али Исуса не го интересираат толку парите, колку го интересираат луѓето. Спасението на оние за кои што дошол да го положи својот живот. И знаете што е уште интересно? Читавме во извештајот, кога луѓето, овие кои што ги чувале свињите, се стрчале во градот да кажат што се случи со нивните свињи, кога излегле надвор, што приметиле? Вели 15 стих, и дојдоа кај Исус и го видоа бесомашниот како седи облечен и со здрав ум. Некој се исплашил од здрав ум. Зашто се исплашиле од здравиот ум? Повеќе сакале да ги избегнуваат овие подивените луѓе кои талкале низ тој крај, отколку и да ги задржат своите свињи, отколку да го видат овој човек дека е здрав. Со здрав ум. Може би ова за нив звучело како прехранбена криза. Нели, пред неколку дена маркетите беа празни. Некаде. Брашно, може би денеска во некои супермаркети не може да најдете. Ке го најдете оно најскапото. А не може да го земете. Сега и кај нив, веројатно, се појавила една таква прехранбена криза. Жителите на Гадаринската околина имале видлив доказ за моќта
veli Elena White vo Isusov život, i milostana spasitelot. Videle kako Isus im go vratil na ovije dvajce luge nivni od zdrav pamet, no plašejki se za svojite zemni interesi, tije so onoj koji predniv go pobedil knezot na temninata, postapuvale kako so nepovikan gostin i go otvrlile nebeski od dar. Prethodno kažavme дека ovije dvajca luge bile kakvi? Imale sako? Kravata? Košulo? Pantaloni? Imali ili ne? Ne. A znate na što me podsjeća ova? Goli. Što veli Isus? Jovan во Откровението зборува за тоа. За Лаодикејската црква. Мислиш дека си каков? А не гледаш дека си гол. Слепи гол. Драги мои, дали ова малце бе става во мисла? Ние велиме дека сме ние таа Лаодикејска црква. Дали нам ни е потребна маст за очи? За да прогледаме како што треба. За да бидеме исполнети со Духот Свети кој Исус вели ќе ви го испратам другиот утешител. Овие луѓе се исплашиле од здравиот разум. Како може некој да биде толку неразумен? Не знам. Не можам да сватам да луѓето може да бидат толку злобни, да некој кој што гледате дека се пати, страда, дека е опседнат со демони, да не сакате да му помогнете, Дали некој од вас и овде спомна дека сте се молеле за некој, за истерување од демони? Знам, брат Дехран имаше искуство такво. Лани оломнали, кога ли беше? Кога таа една пријателка дојде од Италија и кога била обседната со демони. Вели, страшно е. Сестра Санета. Да, тоа го знаеме, али дали некогаш сте имале прилика тоа да го доживеете, да на некого видите како Духот Свети делува, како Божјата сила ги истерува лошите демони? Може би некој од нас ќе рече, поарно такво нешто да не доживеам, нели? Затоа што е страшно. Не е лесно, драги мои. Ја ќе ви кажам, еве искуство. Лани, ми дојде дечко, забраден, запустен со коса, не беше баш како овие, и сака да ми проповеда Евангелие. И почна да ме прашува. Може би го знаете, ангел. Сте чуле за него? Сте го видели на телевизија, стоеше пред Борис Трајковски таму и на луѓето им велеше: луѓе, покајте се, немојте да го примате жигот на зверот, мислејќи на вакцината. Тај ангел, мене ми дојде лани и почна да ме убедува. Како јас сум сатански слуга, како сум јас заведувач на народот. Не знам што се живо не ми наброја. Ја гледам, он гори, он се дере. Мира не беше тогаш дома. Децата беа на улица, вриска! Цела улица ја дигна на нозе, ми се чини. Ја му велам, ајде се омене да влеземе во црквата, за да малце стишам, да упијат зидовите тие негови гласни повици. Влеговме во црквата и пак он продолжи по мене така да вика. И во еден момент ја му велам, ајде да се помолиме ние. Важи. Јас ке се молам прво. Океј. Му дозволив. Се моли он, а јас се молам во себе: Господе, те молам, немој да дозволиш да преминат од него на мене. Сочувај ме. Озбилно ви велам, така се молев. Сочувај ме, затоа што видов дека човекот не е сам. Не е сам. Не е сам. И се молиме и заврши он. Едно време беше тивок, пак почна се разгоре он. Вика, може јас да се помолам? А ја стави раката на моја глава. Океј, и ја сега. Истото.
Му je stavi своята рака на неговата глава и се молам, Господе, те молам со Духот Свети, помогни ни да овде со нашиот брат можеме да разговараме, да размислуваме, да ти не водиш, да никој друг не ни смета во ова ситуација. Ја завршив со молитва и он стои и ме гледа. Што ми направи, вика? Што ти направив? Што ми направи, вика, мислите ми ги побрка. Ја го гледам. Не бе, викам, ништо не ти направи. Се моле, па чу. Не бе, ти ми направи нешто. 2 пати така се молевме. Он уште еднаш се помоли, јас уште еднаш, и он уште еднаш истото искуство и пак велеше, јас му ги побркав мислите. Не јас, Духот Свети. Тогаш имав ситуација да видам, али фала му на Бога не ги почувствував. Искрено да ви кажам, не е лесно. Не е лесно. Тешко е кога некој кој што не е свестен, како и овие луѓе, ја не знам, еве, уствари читавме искуството беше дека од вестите од светот ова жена после смртта на нејзиниот сопруг се случило тоа со неја. Ali знаете што е уште интересно? Во списите на Елена Вајт, во Копнежот на вековите, една реченица ми беше за размислување, вели, појавата на надприродната сила разбудила, пазете го овој збор, суеверие кај народот и потикнала страв кај нив. Сестра Љубица зборуваше за стравот на еврејскиот народ кога треба да прииде пред Бога. Али и овие незнабожци имале страв, али плюс и суеверие. Ова ме потсети на едно искуство во Индонезија, тамо ерија, источно од нас, каде еден сопруг бил толку болен, не знаеле, ништо не може да му откријат, али болен, човекот не може да живее нормален живот. И некој од мисионарите поминал и им оставил Библија, им рекол, ова е света книга. Али тие не ја проучавале откако тој заминал. И се полошо и полошо му е на човекот. И сопругата во еден момент му вели, драги мој сопруг, драги мој мужу, вели, ако е ова света книга, па ти знаеш дека кај нас во културата е да тоа што е свето треба да се по глава удри за да има ефект. Ако е ова света книга, дозволи да ја еднаш и може би ќе ти помогне. Ајде и тоа. Ту! Утре дента му било поарно. Дали е тоа ова суеверие? Али базете, Бог работи кроз културата, нели? Бог им приоѓа кроз она што го знае народот за да им помогне и за да ги осведочи во вестината. Овие луѓе се плашеле. Елена Вајт вели, појавата на надприродната сила, гледајќи го Исуса Христа. А знаеме дека Исус, вчера проучававме со младите и зборувавме, не бил ни Ричард Гир, не знам кој глумец ви е вам женски пол повише вака омилен, убав. Том Круз? Том Круз не е баш некој нешто. Не. Грегори Пек е поубав. Ален Делон. Тоа може. Тоа може. Сега. Али Исус не бил Ален Делон. Нити Том Круз, нити, кој го кажа пријаска? Грегори Пек. Ричард Гир. Ни еден од нив, нели? Али сепак, таа надприродна сила, која што тие приметиле, била за нив исто стравотна, како и она што претходната ја гледале, кога овие бесомачни, исполнети со демони, не им дозволувале да поминуваат низ таа ерија. Што ли овој, ако вака може да управува со демоните, поарно да не е во наша околина. Моли? Да. Ако вака трнал, па 2000 свиња, а колку ги имаме уште дома што ни останале, и ако тие ги истера, готови сме, нели?
Може би тоа се плашале. Кој знае каков страв се имале. Мнозина и денеска вака постапуваат на овој ист начин. Неразумно. Што ќе дадеме ние во замена за својата душа? Положба, пари, дрога, лекомислен живот, музика, пријатели, телесни начини на живење. Што треба да се даде како замена? Колкава е мојата и твојата цена? Таква трговија постојано се одвива. Зар треба да се чудиме како Бог прашува, кога Бог прашува, зошто сакате да умрете? Без сомнение, најголемо безумие е да се замени мирот, среќата и внатрешната радост и сигурното ветување на вечниот живот во иднина за некое световно кривотворство и телесност. Нешто што Бог ни го дава за неограничен период, а ние се ограничуваме себе си за овој краток животен период. Исус дошол да не ослободи од тие подмолни замени кои што сатаната ги нуди во изобилство. Од влијанието на неговата сила. И ние сме само тогаш безбедни кога се наоѓаме во Исусовото присуство. Очигледно и овие двајца тоа го почувствували во оној миг кога Исус веќе тргнува затоа што е персона нон грата, непожелен повеќе во нивната околина, се качува во чамецот со своите ученици и овие тргнуваат по него. Исус вели, чекај. Извинете, момци, јас вас не ве повикав. Вие ќе се останете од... Ама, учителе, нам ни е убаво со тебе. Јас знам дека ви е убаво, али јас имам задача со вас. Останете тука. И што им вели? Одете и кажете што ви направи кој? Господ. Исус им дава задача. Останете и кажете што ви направи Господ. И интересно, кога ќе приметите подоцна, кога после 9 месеци Исус се враќа повторно на оваа територија, рано во летото 30-та година од нашата ера, што се случило? Персона нон грата станува пожелна особа. Колку дена Исус остана со нив? 3 дена. Не го пуштија. Веројатно и после тие 3 дена, може би уште повеќе, би сакале да Исус остане со нив. Али Исус имал задача не само да биде со нив, него и на друго место да проповеда. Оваа средба со обседнатите на Гергеса, Елена Вајт вели вака, носела поука за учениците. Таа ја покажувала сета длабина на понижувањето во која сатаната сака да го вовлече целиот, внимавајте на овој збор, целиот човечки род и Христовата мисија да ги ослободи луѓето од неговата сила. Овие унесреќени суштества, настанети во гробишта со кои владееле демони во робството на необузданите сетила и гнасни страсти, го представуваат она што би станал човечкиот род кога би бил препуштен на власта на сатаната. Замислите ако Исус не би делувал денеска и не би не заштитил, што би се случило со нас? Може би биле дел како и овие двајца. Нели? Али Божјата милост се уште делува и не чува и не води и не повикува да дојдеме во Неговото царство. И ќе завршам со уште една реченица од Елена Вајт, вели, а душите кои паднале толку ниско и станале орудија на сатаната, со Христовата сила пак се преобразени во вестници на правдата кои Божиот Син ги праќа да кажат што ти стори Господ и како ти се смилува. Драги мои браќа и сестри,
Дали сакаме ние да бидеме Божи вестници, да им кажеме на нашите мили и драги кои се околу нас, што е тоа што Господ стори за нас. Ја верувам дека сите ние имаме искуства, имаме што да им понудиме на луѓето околу нас. Да им кажеме што Бог направил за нас. Тоа што сме ослободени од царството на темнината, што сме дошле кон ова прекрасно царство на виделината. Бог сака да не само ние уживаме во тоа, него и оние кои што се надвор околу нас, да и тие може да ја почувствуваат и да уживаат во благодата на спасението, кое Исус Христос ни го нуди и нам денеска, и ним, не само денеска, него и во деновите кои предстојат. Нека Бог, драги, ни помогне да бидеме светлоносци, да бидеме вестници на добрата вест, затоа што Бог ни направи добро нам. Амин. Мили и добри Отче наш, драги, од се срце ти благодариме за овој свет, саботен ден и за предноста која ти ни ја даваш да се уште во мир и во слобода можеме да се собираме во Твојот дом и да се храбриме и снажиме и да веруваме во Твојата силна моќ, која што и денеска ни ја покажуваш и дека ја исполнуваш решта своја и ветувањата кои што си ги дал за Твоите деца. Затоа те молам, Отче драги, да ги слушнеш и овие зборови кои сакам да ги споделам со моите браќа и сестри. Да не слушне Господ во тежок ден, да не заштити името на Бог Јаковов, да не испрати помош од светилиштето и од Сион да не подкрепи. Нека си спомна за секоја наша жртва која што ја принесуваме пред Тебе. Да ни даде Господ и она што ни срце сака и сите наши помисли да ги исполни. Да се зарадуваме на Твоето спасение и во името на нашиот Бог ќе ги подигнеме нашите знамења. Да ги исполни Господ сите наши молби кои што ги упатуваме кон Твојот трон. За ова те молиме и ти благодариме во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.